Како така писа? Се казва. Најпрво сакам да ве поздравам сите. Драги македонци и македонки, браќа наши и сестри. Денеска имаме едно предавање што е од огромна важност. Како што знаевте и како што слушнавте на телевизија, доктор Душко Алексовски, ало? Еве веќе престојува во Канада скоро 4 недели. Тој е донесен овде од покана на Канадиското македонско историско друштво за да ни кажи за најновите пронајдоци, да ги наречеме, и најстарите карпести писма. Овие карпести писма се од огромна важност за нашата историја и за нашиот народ. Доктор Душко Алексовски е по звание лингвист со завршен докторат во Франција, а моментално студира на археологија во еден универзитет во Швајцарија, каде што исто така е даде и тезата на карпеста уметност за да го освои, да го добие во иднината, во блиската иднина, докторатот на археологија. Душко беше со нас на банкетот. Вие што бевте таму го видовте Душко, али немавме доволно време, немавме една шанса да тој ни кажи за неговите работи, за неговите изнајдувања, затоа што тоа беше еден банкет каде што се собраа многу наши луѓе и што беше еден многу голем успех за нас македонците. Овој програм се состои со slide projections и со зборување, предавањето на Душко, а ќе имаме една мала пауза, така да ќе се отвори една трибина, една отворена трибина за сите тие што се заинтересирани за овие нови работи, да речеме многу стари, али нови за нас, да прашаат прашања и Душко доброволно со сето срце ќе ми одговори. Не сакам повеќе време да земам. I like to say it in English for the ones who do not understand Macedonian. This is a lecture by Duško Aleksovski. He is a doctor from Macedonia. He is a linguist. He has a doctorate in linguistics, and he's also studying towards a doctorate in archaeology in Switzerland. He is here to talk to us about the oldest inscriptions and stone art from Macedonia. Please give him a good applause, ladies and gentlemen. Драги македонци, најнапред пред да почнам со стручното излагање за карпестата уметност и паралингвистиката на Македонија, дозволете ми да се заблагодарам најтопло на моите домаќини, историското канадско-македонско друштво, с кој престој ми овозможи не само да извршиме презентација на нашите откритија во Македонија, кои го возбудија светот и за кои откритија зборувавме и во Италија на некој предавање, а подосна продолжуваме во Јужна Африка и Австралија. Туку откривме тука многу интересни работи за кои ќе слушате во текот на предавањето, со споредување, со консултирање на литература на универзитетот тука во Торонто, за кој е должен благодарност на господинот Томи Јанев, иако во инвалидизирана количка цело време беше со мене, барајќи книгите, помагајќи заедно со Одисеј Белчевски. Три се патишта кои водат до откривање на историската вистина.
Тоа се архивските истражувања, тоа се истражувањата археолошки и филолошки. Ние го одбираме еден од тие патишта, а тоа е археологијата и историјата на уметноста. Кое е значењето за овој вид истражување? Огромно е значењето за истражувањето на карпестата уметност, на сите оние гравири, цртички и линии за кои зборувал уште Црноридец Храбар во 9 век. Тие се многу битни за дефинирање на културното, уметничкото, лингвистичкото наследство на секој еден народ. Исклучиво преку овие истражувања се легитимира секоја земја културно, уметнички и научно. Исто така, тоа е и еден допринос за митолошкото и филозофското наследство на било која земја. Каде дојде идејата за овие истражувања? Идејата дојде во Швајцарија, откако се запознавме целосно со истражувањата што се вршат во светот. Швајцарија, Италија, Германија, Франција, Советскиот сојуз, поранешен, тоа што сега немаме податоци како се одвиваат работите, Јужна Африка, Австралија и некои други земји во светот. Така одлучи повраќањето од Швајцарија во Македонија да формираме институција која исклучиво ќе се занимава со истражување на карпеста уметност и палеолингвистиката, а тој центар е регистриран и се вика Центар за истражување на карпеста уметност и палеолингвистика на територијата на Македонија. Мислам дека најдоброто нешто со кое можам да се одолжам на мојата земја, тоа се овие истражувања што можеме да покажеме на светот на кое место стои Македонија во светот во однос на јазикот, во однос на историјата, во однос на уметноста, бидејќи знаеме дека досега многу други ни ја пишува историјата и културното наследство, кои нема интерес да ја кажат вистината, кои многу од оваа историска вистина ја премолчува, затоа што кажувајќи ја вистината за Македонија фрлаа сенка врз собствената историја, што требаше подоцна да ја пишува. Првите истражувања и така, рековме, нашиот центар стана прва балканска институција која крена со овие научни истражувања. Првите истражувања се направени во планинска Осоговија, во Колјачко-Осоговскиот регион. Бевме изненадени, драги македонци, од богатството на гравирите што ги откривме на теренот. Може би имавме и среќа, а може би нашата упорно се исплати надчовечки напори што ги вложивме за откривање на овие гравири, бидејќи така е тој закон на карпести гравири, се наоѓаат најмалку на изнад 1000 метри надморска височина, па се до 2000 метри во рујен кај што ги откривме оние руни што ги виделме ние, слични на Орхано-Енисејскиот басен. Откако се наталожи огромна материја, се постави прашањето како да се следат, да се изврши класификација на овие гравири. Ние, подпомогнати од стручна литература и со помош на светските центри, вака извршивме класификација. Имаме 14. Имаме гравири во форма, ние ги имаме според бројот, според формите и според стилот. Број 14. Според бројот имаме осамени гравири, имаме и бројни гравири. Според различноста имаме униформи што го видиме или гравири од еден вид, од еден тип и гравири од повеќе типа и повеќе вида. Прво сега ќе видиме и според формата како се класифицирани. Имаме зооформи, што значи во форма на животни. Видите тука имаме представа на ноеви. Збунува фактот од каде оваа представа. Во Македонија немало порано, не памти така историјата, може би палеоботаниката ќе ни даде други резултати, но може би некои имало и такви
климатски услови во минатото, каде што биле условите благопријатни на овие простори. Понатаму имаме она што се вели стручно антропоморфни, односно гравири што личат на човек. Тоа се број 4. Ова што го гледате, тоа е првата представа. Ова е околу 5300 година пред нашата ера, BC, што се вели. Многу горе што го, она кругчето што го гледате, тоа е представата на главата на човекот, а обично рацете се представени расширени, а нозете се представени со една линија. Па тоа е влегло длабоко во психата на денешниот човек и први нашите дечиња, кога првпат почнат да цртат, обично човекот го нацртат провизорно, шематски и со расширени рачиња, без да знаат зошто така го прават. Ете, гледате дека уште пред 7000 години, односно 5000 години пред наша ера, исти биле и овие цртежи. Прато има 7, број 7. Гледате, тука имаме еден огромен комплекс на гравири. Тоа е цела една филозофија на живот на едно племе кое живеело далеку во предисторијата. Далеко овие се датират меѓу 5300 и 3400 година пред наша ера, во тој шемански период. Она што во форма на F што го гледате, тоа се луѓето во форма на богослужба, дојдени за да се помолат на висшите сили за помош. А она кругчијата што се внатре, тоа се првите форми за тетовирање. Она форма на човекот, ако се ќавате во Инсбрук што беше откриен неолитскиот човек, тој целиот беше истетовиран. Значи тетовирањето е меѓу најстарите украсни форми на човекот. Понатаму 8. Гледате ето од најстарите форми. Ето од најстарите форми, арбори форми што биле форми на дрво. Исто така, спрема швајцарскиот тест, овие се стари некаде околу 3600 години пред Христос, пред нашата ера. Имаме две шематизирани дрва, имаме рало, многу шематски представено, што значи символ на плодноста на земјата, и после има и други значења ралото ни животот. И имате една, јас би рекол, прекрасна човечка фигура во тоа време, фигура која почне да еволуира, видите, гледате како еволуира цртежот на човек, представата на човек. Имаме мало кругче на главата и веќе почнала да се представат и нозете на човековата фигура. Значи, тоа е подоснежен период. Негде и околу 3400 и 3600 година. Број 9. Исто така шематизирани човечки фигури и пак представа на тетовирање, на украсување овие што се кругчињата во човечката фигура и други човечки фигури што ги имаме. Понатаму имаме крусиформи, односно представа на крст. Представа на крст, да не ги бараме другите, исто ќе искористиме оваа табела. Крстот е многу стара форма за презентација, за филозофското изразување на човекот. И, значи, не само христијански символ, туку и на првите луѓе кои почнале да ги манифестираат своите мисли, бил крстот. Понатаму имаме мрежести гравири, број 11. Некој број 11. 9 при 11. Така. Овие се тие гравири кои се срќаваат на сите континенти. Има повеќе значења. Научниците уште не се начисто со представата. Некои означуваат топографија, некои означуваат простор, некои означуваат, нели, и дел од некоја порака, што треба да се каже. Има повеќе значења овие мрежести гравири. 16. Ова се оние рунски представи за кои што зборува и уште Црнориден Скрабар за цртички и рецки.
Овие цртички рески, как ќе кажеме подосна, се среќават во Орхано-Јесенската област, во Русија и Монголија, откриени се во Винча и откриени се во голем број, имаме и снимки, имаме и цртежи во Македонија. Што значи дека има еден континуитет на старото писмо. Куполи или полутопки златнати, број 7. Може 11, може и 18. Да, овие куполи или осамени или заедно со други форми на гравири, на цртежи. Тие во овој контекст означува тоа се ритуал, ритуалот, дел од обред, дел од адети стари, што луѓето ги вршеле, што не се уште до објаснете што значи. Овие купули, овие полутопки златнати се среќаваат на сите континенти во светот. Оно што можеме да констатираме, тоа е колку одиме на повисоко, тие се побројни и помали. Колку се оди пониско, тие се поголеми и помалобројни овие куполи. Сега да видиме со стилот, поделба на овие грави, на овие цртежи, според стилот и според тематиката. Прво да видиме за шематскиот период. Најстар период на гравирите е шематскиот период, датиран од и прифатен од страна на сите центри за истражување на карпенста уметност, а тоа е од 5300 до 3400 година. Тогаш, преку што ја пратиме хронологијата, текот, редот на времето, тоа е преку линијата, колку е по-плитко изгравирана, толку е по-стар гравирот, и по шематската представа на човечката фигура. Првите човечки фигури, тие се наједноставни или дури само однос на едно крсте. Подосна тие еволуират и имаме представа на богослужба, така представени, подосна во форма на F. Нозете се представени прво со една линија, подосна имаме со две линии, а ако сака да представа човек во движење, со една крива линија представат, а ако сака да представа човек во игра, тие во крива линија го представат или во трчање и така се тие форми на тој шематски, стар шематски период. Од овој период се и што ги видовме оние дрвата во форма и работо и човекот што беше еден меѓу дрвата. Тоа е тој шематски период. Понатаму следи периодот на символичкиот период. Имаме употребата, максималната употреба на карпата. Се користи целата карпа сега. Целата карпа е исцртана. Тоа е крај, тоа е спој, ова е што е добро што е тука. Ова е крајот на шематскиот период и почетот на тој символичен период, каде целата карпа е изрезбена, целата карпа е изгравирана. Ова е како една замена за она шпанска Алтамира пештерата и франски Ласко. Тоа се прекрасни ансамбли од символи кои се цели карпи, цели камења изгравирани. Значи, целата карпа што е изгравирана, тоа е тој почеток на тој на символичкиот период. Тука ќе се задржиме малку повеќе на 13. Символичниот период е врзан со една пештерка каде што луѓето ја велат ѓаволска црква, каде што забраниле на своите дечиња да одат, ја оградиле со трње, затоа што вела дека таму некои чудни знаци има, нешто чудно има внатре и таму не треба луѓето да одат. Кога дојдат тие зборови до нас, ние веднаш се упативме до селото за да видиме што се случува и влеговме во самата пештера и имаше што да видиме. Тоа е нешто
најубавото до сега што можехме да го откриеме на просторот на територијата на што го испитуваме, а се надеваме дека уште поинтересни работи ќе откриеме. Тоа е символичен период околу 3400 до 1400 година пред нашата ера. Тоа е еден, би рекол, прекрасен за тоа време конјаник, доста веќе имаме, сами може да забележите, имаме развој на самото сликарство. Што видовме прв пат? Чисти кршчиња, човекот со едно мало крупче, рачето представено само со една линија, сега веќе имаме главата е со круг, телото и со така со поголем круг. Забележувате ваму тоболец, торбичка за стрели, забележувате две стрели и конјот со овие гравирите што ги имаме, спиралите и ромбоидот, кои што ние поточно определуваат и датираат овие гравири. Бидејќи овие се вклопуваат со гравирите што се откриени на керамика. Број 30. Последното ли? Тоа е наспротивната страна од конјаникот се изгравирани овие прекрасни символи, и ние мислиме, имавме печаток како да се наоѓаме пред една отворена книга, каде читаме за религиозно-филозофските сваќања на тогашниот човек, како мислил, како го сваќал животот, како работел, како живеал, во што верувал. Гледате, ова се поклопува и археолошки со откриените со божицата на плодноста. Првите квадратот, триаголникот и рогот, тоа се символи што ни покажуваат на единство кое што завладеало на земјата, а рогот символ кон снагата, силата кон која чезнее човекот и долу имаме божицата на плодноста. Тука видите има интересен спој на символи. Тоа е ова представа на воспоставеното единство на земјата, крстот што ја символизира земјата, и сега имаме еден висок, тоа се правецот на делување на небеските сили, на просторот, силите кај што се свртени, кај што действуваат. Понатаму имаме исто така еден интересен спој од символи, единствен тако спој на символи откриен во светот и познат досега во историјата на уметноста на старите народи. Со тоа мора да имаме, да сме горди што може да го кажеме на светот. Тоа не постои никаде во светот вакво спој на символи. Гледаме рибата, кој подосна е и христијански символ, но во тоа време значи плодност, значи желба за вода, живот, извор на живот, нели? И спој со космичката креација, оно што самиот космос го создал, а тоа е човекот. Тие две не можат едно без друго. Гледате како се споени во еден спој. Тие има заеднички нос, рибата и човекот. Има заеднички очи, има заеднички усти. Тоа е покажува на тоа, на ваков цртеж би му позавидел и сега легендарниот Пабло Пикасо. Тоа е една голема филозофија тука изразена. Тука рацете се представени како животот, водата и плодноста, како да сакаат да ги прегрнат. Тука дланките се представени со символот крст и овој символ. Ова може да се символи, што е помалку веројатно, но може да бидат едни од најстарите букви, што е повеќе веројатно, поготово што ние веќе ги откривме овие букви
ги среќаваме во Винченското писмо, ги среќаваме во Етруското писмо и оно македонското, со кое ќе кажеме подоцна што значи. Има своја и гласовна вредност. Над нив бе една мрежа на бели полиња. Таа мрежа на бели полиња значи дека силите на злото излезе дека силите, новите сили излезе како победници над силите на злото. Тоа е нешто како спротивно на шаховницата, која е пак символ на спротивставени сили, символ на конфликтна ситуација, символ кој бара борба, кој бара крв, кој бара тревожење. Ова е еден како знак дека на светот завладеа еден космички мир, каде народот може мирно веќе да живее. Понатаму имаме спој на небесните сили, исто горе со еден символ пак на земјата, а крстот символично ги символизира, крстот ги покажува четирите елементи: водата, земјата, воздухот, огнјот. Понатаму имаме сега друг еден символ. Сега малку имаме искривени линии, сега малку како да е нарушена ова равнотежа, како да се бара ново бренување, ново воспоставување на нова равнотежа. И горе имаме клучот кој е символ, тој е стар клуч, кој е символ на крие тајната на вселенските избиднувања. Горе имаме символична преградка на земјата со нејзиниот вечен извор на живот, сонцето. Во историјата на символите се кажува дека сонцето понекој пат може да биде представено со неговите 6 димензии, односно 7 димензии. Тука имаме 6 зрака кои може да ги символизираат и 6 она што вели Библијата, 7 дена за кои 6 дена за кои е створен светот, а еве го 7-миот зрак е прекршен и свиткан кон земјата, значи го посветува 7-миот ден на една релаксација. Тоа е таа филозофија што ја објаснува Шевалје, француски проучувач на овие символи. Ова е, како што рековме, вистински драгоценност за нашата историја. Понатаму го имаме дескриптивниот период 17-ка, сега видите, човекот се развива, оди понатаму, но имаме и го пратиме развојот на цртежите на човекот. Гледате тука веќе дека порано имавме само кршче, па имавме расширени рачиња, па имаме расширени нозе. Сега веќе се цртани очите со една точка, носот со една линија, раците пак се расширени. Не се напушта старата традиција пред 5300 години. Но сега веќе имаме представа на пол, каде што порано не можеше да разликува дали е маж или жена или дете или што. Сега веќе има представа на мајка, веројатно бидејќи со детенцето. Имаме нозите се представени со едни кости, исто како и детето. Таква представа имали и за стар и за млад. Тука сега гледате погледот како е дочаран, со едно померување на линијата на носот, погледот е свртен кон лево на мајката, односно кон десно на детето. Имаме оно што е важно да споменеме, дека тука се открива еден континуитет на овие. Немаме празнина на овие простори. Се е тоа поврзано, сите стилови што се тука се откриени кај нас. Христијанизација 23.
доаѓа период на християнизацијата, каде што остава длабоки траги во карпестите гравири. Тоа почнува некаде од третиот век по наша ера, па се до 15-16 век од нашата ера. Луѓето, за да ја покажат големината на Христовото учење, тие на секој камен, секаде онаму каде што имале тие места за молење, бидејќи во почетокот немало цркви, а подосна биле и проголувани, тие на обичен камен ќе ги изгравират символите. Ако гледате тука и да нема слободно место каде што нешто не е изгравирано. За овој комплекс тука ќе кажеме дека е едно светилиште, но старо светилиште. Тука имаме символи кои ги сретаваме, овие кои и објавени сега во една книга, овие символи кои се уште од најстарите времења, па имаме се до овие кои што се чисто христијански символи, длабоко вдлабнати во карпата, широко представени. Тука на ова место е откриена и пештерата каде живеел човекот кој ги и работел овие символи. Неодамна е откриена и неговата гробница, но за жал таа е откриена од луѓе од селото, што не ги интересирало овие цртежи. Она што било покриено телото на лицето, што живеело тука, плочите се вградени во фурни запечени леп, а костите се така разфрлени, без да знаат луѓето колкава штета нанеле на нашата историја. Богатството на карпесната уметност зборуваше во корист на тоа дека овие региони не може да не се појават знаци на првата писменост. Тоа беше и главната цел, каде што ние и ги за кое нешто ги започнавме нашите истражувања. Дека нешто треба да се случува во однос на писмото на овие наши простори, ни зборуваше книгата на доктор Харалд Харман, кој рече дека не Месопотамија, не меѓуречето на Тигар и Еуфрат е главниот центар на светската писменост, туку Балканот е главен центар. На овие истражувања се надодржа и Радивој Пешич, професорот на Миланскиот универзитет. Ние со нашите истражувања требаше да дадеме подкрепа или пак овие толкувања да бидат отфрлени. Најнапред да ја погледнеме картата што консултиравме овде во Торонто. Гледате тука како е представен текот на развојот на културата по векови. Гледате 7000 до 5000 години BC и од каде кренува културата, од каде кренува развојот, движењето. Кренува од просторот на Македонија, кренува од оној дел на светот, од каде ние ги откривме и на старите пишани текстови. Гледате исто тука продор кон север, исток и запад. Многумина на времето кога овој Карл Харман ги изговори овие зборови, го слушаа со недоверба. Тој даде едно интервју за Стар, кој рече: вистината е голема, многу тешко ќе продира меѓу луѓето, многу тешко е да ни објасниме дека Балканот е центар на светската писменост, но вреди да се обидеме тоа да го кажеме, а тоа полека
дека ќе се врежува во свеста на младите луѓе. Да ја погледаме најнапред сличноста на оние букви што ги откривме на нашиот простор, споредени со винчанските писма и со тројанските, според литературата. Гледате, имаме винча култура, македонска култура откриена на нашите простори. Тоа е сосема идентично. Што значи сега тоа? Ако се има во предвид фактор дека човекот прво ја користел карпата и каменот, а подосна ги користел благодетите на керамиката, а ако знаеме дека во Винча се врежани во керамика, кај нас се откриени на камен и карпа, тоа значи дека она што е откриено кај нас му претходи на она што е откриено во Винча. Сега првото писмо, број 1 што е, во писмата. Откако беа откриени многу гравири, многу знаци, нормално беше да очекуваме и откривање на првите текстови испишани на камен или карпа. На нашата радост немаше крај кога во селото Шопско, Рударе, Катовско, во една пештера ги откривме овие испишани букви. Ова се според керамиката, според бојата на буквите, според споредбата на другите слични откриени, овие се меѓу третиот и петиот милениум пред нашата ера. Кога Харалд Харман зборуваше за винчанската култура, откриена во Винча на Дунав, тој рече дека околу подоцна, од необјасними причини, тука цутела таа цивилизација и се препрла на Крит и на Кипар, но јас, вели тој, немам податоци за директна материјална култура. Работејќи овде во Торонто, во библиотеката на универзитетот, навистина бевме пресретни кога ја потврдивме и оваа теорија на Харалд Харман и се повеќе се доближивме до вистината дека вистина сме јазичен центар на светот. Ние во еден надпис на керамика откриен на Кипар и Крит ги забележавме заедно оваа буква што може да представува и спор, ова и оваа буква. Што значи дека теоријата на Харман е конечно потврдена, бидејќи не се работи за еволуција, него се работи за чисто идентични букви, што може да бидат и цели зборови. Исто така, дел од овие букви, да ги речеме во моментот, како што се, ова тука, таа, оваа буква и оваа, се има директна аналогија во буквите откриени во планината Монт Бего и планината на чудата, што е наречена во Франција. А тие веќе ги датира негде околу пред 5 милениуми пред нашата ера. 5 милениуми пред нашата ера. 5000 години пред наша ера.
To je ogromen doprinos, to je ogromno značenje za našите istraživanja. To je direktna potkrepa na starosta na ova pismo koje je za prvi put vo svetот otkrijeno vaka kompletno na jedno mesto. Prvo второто. Ploča otkrijena во Крива Паланка на глинена плоча, за кој текст во моментот немаме објаснување за содржината, но она што можеме да кажеме дека најголем број од знаците се од индиско-персиски стил и од палмеријанскиот алфабет. Од палмеријанското писмо имаме само една буква, а 80% другите се од индиско-персиски тип. Како и зошто во овие предели на науката ќе се поставена задача во поблиска иднина да одговори. Следниот текст. Уште една подкрепа на фактот за Македонија, дека еден од центрите на светската писменост е и ова плоча, полумермерна, откриена во Продиштивскиот регион. Има од огромно значење за културната и јазичната историја на Македонија. Алфабетот на овие букви, најголем дел од овие букви влегле во феничкиот алфабет. А ови поголем број, да речеме, оваа буква тука, оваа буква, оваа буква, тие се буквите меѓу најстарите кои според литературата се од 13 век, 1300 години пред наша ера. Знаеме од историјата на старото писмо, кога се формира феничкото писмо, 400 до 500 години после ова писмо. Подосна од него се развива етруското писмо и другите писма. Тоа е тоа значењето за еволуцијата, за историјата на писменост. Што ни даде да заклучиме за старост? Тука во близина на оваа плоча откриени се траги на една огромна населба, траги на цивилизација. Сега можеме да тврдиме теоријата за влијанието на феничаните врз ова писмо. Прво, феничаните биле приморски народ, користеле само бродови и се занимавале со трговија и морепловство. Тие не навлегувале во настрашноста. А ако се сетиме на зборовите на англичанецот Ото Дејвис, дека рударството било една од главните гранки за развој на цивилизациите на Европа и Балканот, тогаш можеме да кажеме дека причината за развој на оваа цивилизација што била тука, тоа е рудното богатство. Тука има рудници за сребро, рудници за бакар, рудници за злато, олово, што значи дека рударството било причина да во овие планински центри се развие таа цивилизација и која го развила и своето писмо. Понатаму за континуитетот на писменоста на најстарите писма имаме и наоѓање подкрепа и во руните, што ги видовме пред малку. Тие руни се откриени во Охано-Енисејската област 100% идентични со оние што се откриени подосна
Во Винча имаме исто така имаме руни, веќе зборуваме за друга тема, и оние руни што ги откривме во Катарскиот регион, што значи во делот на Македонија. Тоа е еден континуитет, продолжение на еден огромен простор, еднаква јазична култура, од Остано-Енисејската област, а се до просторот на Македонија. Интересен е заклучокот за развојот на писмото. Значи, ова писмо го развива феничкиот алфабет, а општо прифатено е мислењето дека феничкото писмо, од феничкото писмо се развива етрускиот алфабет и грчкиот алфабет. Тие се некаде околу 800 години помлади од овој вид писмо. Тоа е докажано со тоа што се откриени текстовите, направена е споредба со старите писма и конечно почнува да се пишува вистинската историја, писмена историја на Македонија и светот. Оние интересни се да ги погледаме и овие слайдови што се тука, што уште еднаш ќе го подкрепат богатството, јазичното богатство на Македонија. Ова тука, тоа се ги видовме оние градирите што беа мрежести, тука имаме подкрепа и во керамика. Ги видовме изгравирани на карпа, ги видовме тука изгравирани на керамика. Понатаму, тука би се задржале. Ова е веќе од буква што се содржи. Сите овие букви што ќе ги видиме на овој тек, тие се од етрускиот алфабет. Да не заборавиме дека етрусците во еден историски период биле на Балканот, кои подосна од едни и други причини се населуваат во северниот дел на Италија, горе на север од Рим. Оваа буква е многу карактеристична, се наоѓа во директен материјален показател дека тука се создавала, тука жарела светската писменост. Ова се елементи, ова се податоци, ова се документи што никој во светот не може да ги оспори. Ова се тие идоли, човечки фигури, имаат ритуален карактер, и оваа буква што ја нема во алфабетот, која што подосна во другиот алфабет, во грчкиот алфабет, се развила во таа буква со точка. Ова е пред развојот пред да влезе во грчкиот алфабет. Сега да порачаме. Уште еден силен доказ за тоа дека Македонија е центар на светската писменост. Па да биде малку последни, ако да речеме центар, еден од главните центри на светската писменост, тоа е ова буква К, која се развива од најстаро македонската буква, што имавме прилика да ја споредиме со винчанската култура, со како во таа линија. Ова е меѓу најстарите букви, која подосна се развива. Развојната линија ја пратиме со оваа линија. Колку оваа линија е вака во поправа линија, толку е постара. Подосна почнува полека да се исправа и да се спојува, да ја создава она К буква, која влегла и во латиницата, која влегла и во сите други алфабети. Понатам, и ова буква исто прави дел од етруското писмо, и уште еден, тоа е истиот тек. Она, ако го запаметите, истата, феничката,
феничката од Винчанското и од македонското писмо на Карпа, што го имаме откриено. Сега го имаме и на еден текст, доста стар, врежана буква, и уште еден документ за потврда на нашата теорија. Тука имаме еден общ поглед кон овие артефакти, тегови откриени во Македонија, кои се од огромен допринос за откривање на вистината за потеклото на Старото писмо. И гледате најголем број од буквите. Значи, од сето тоа, што досега го изложивме, од богатството на карпести гравири, од богатството на карпести знаци, од плочи пишани, изгравирани, од букви врежани на керамика, можеме со право да заклучиме дека Република Македонија, односно Македонија, е центар на карпесата уметност, е центар на светската писменост и да не забравиме да кажеме и тоа, дека нашите истражувања се многу од поранешен датум, истражуваме година и пол, пред нас е долга низ години на истражување и се надеваме дека на светот ќе му покажеме многу интересни податоци, нови вистини, нови богатства од материјалната и духовната култура на македонците, кои полека, но сигурно, културно почнуват да го освојуват светот. Светот веќе знае, како што има прилика да кажам и повеќе пати, свесен е за тоа дека Македонија не задава никому страх со својата воена фаланга, но многу е битно тоа што зајакнува македонската културна и научна фаланга, која сега полека, сигурно, постепено ја кажува вистинската историја. Се окренува нов лист во македонската историја, нова вистина почнува да зрачи, затоа што наши луѓе почнуват да ја пишуват нашата историја. До сега на предавањата што ги државме во Италија и на други места, тие се пратени исто така со огромен интерес и внимание и немавме, да речеме, во Италија, немавме забелешки, освен што да замолија сите фотографии што ги имаме да ги испратиме кај нив на проучување, споредување, кои ќе возможат и на нив да дојдат до некои резултати. Јас го завршувам ово моје предавање, сакајќи да изразам уште еднаш голема благодарност. Не можам да најдам навистина зборови што можам да изразам благодарност на моите домаќини. Но ако не можам да најдам зборови за благодарност, тогаш можам да најдам зборови за да ветам на историското друштво, на членовите и на вас сите, дека со несмален интензитет ќе ги продолжиме нашите истражувања во Македонија, на целата територија на Македонија, и дека ниедна сила не може да ги спречи овие истражувања, кои сили ги има и надвор и внатре. Тоа го кажам секаде и мора да го кажам, за да луѓето не трошат залудно
сила воспречува на овие истражувања, бидејќи желбата да ги истражиме на територија на Македонија се граничи со верски фанатизам. Ви благодарам на присуството, ве поздравувам и сметам дека можеме да продолжиме подосна по една кратка пауза со прашања, а ние во рамките на нашите можности ќе се обидеме да дадеме детални одговори на вашите прашања. Again, I'd like to thank everybody. I do have 2 announcements to make. As you have probably heard in the news, there was supposed to be an entry fee for the lecture. However, there was some confusion about it. Therefore, I'd just like to say that whoever wants to make any donation of any value, whether it's $2 or $1 or $4, you're welcome to come forward to this table here, and anything that will be collected will be used to buy films, slide film, again, so that Duško can proceed with his research, with his findings and study of these writings. In addition, I also like to make an announcement that whoever wants to become member of the Canadian Macedonian Historical Society, they're welcome to do so. We do have a very beautiful brochure on the table to my right here. It's very low membership fees, and it's an extremely interesting organization to be a member of. We have made a tremendous progress in the last year or so. And thirdly, I'd like to introduce Virginia Stoimanov. She likes to take a couple of minutes just to say something about the a draw, which I think started back with the banquet, and the draw of tickets has continued. Again, thank you very much, and as she finishes, Duško will take any questions from the audience and gladly talk about it. Virginia Stoimanov. Thank you, Ori. Thank you, Duško, много говори. Јас ќе го кажа по англиски, ќе ми е по-лесно. Paul Christie, counselor na Toronto Metro, mi podari skybox na Skydome. И тие skybox држи 14 души. И ние подаваме 7 брала тикети за тој Skydome. Тикетите, со тие тикети влегваш и може да земите бира, хот-дог, какви нешта. И тоа е бесплатно. Се ние 2 тикети ќе подарваме за $10 donation. И јас имам тука, ако некој сака да подари и кладови по масите, please да ни поможете. И имам тука и за membership за Historical Society. Во е многу добар society, да помниме винаги што сме македонци. Please help us. Јас пак ќе свртам на македонски. Имаме сега отворена трибина за тие што се интересираат да прашат прашања во врска со пронајдоците и во врска со ова лекција. Дуško ќе биде тука во наредното 20 минути и може и половина сат. Ladies and gentlemen, I invite you, if you have any questions with regards to this lecture, or like to obtain any further information, please do so. We have a microphone set here in the middle of the floor, and it's on. Thank you. Ако може јас да прашам едно прашање, што ево толку време сум со Дуško не го прашам. Сакам да слушнате сите наши тука гости. Дуško, јас сакам да ми кажеш така малку, јас сум уметник, не сум некој лингвист или некој историчар. Ме интересира дали овие писма што се најдени во Македонија, дали се тие од
финиските писма, финишан, што велат, дали се тие постари од нив и исто така дали нашите писма македонски да се постари од грчките? Тоа ме интересира. Така, прашањето е доста интересно и ќе се обидиме да одговориме на во целост. Рековме дека го памтите текстот, оние букви што се овој текст што го гледате, можеме само ќе ги најстарите кои датираат од 13-тиот, да речеме 13-тиот век пред наша ера, што значи, ако се знае дека феничкото писмо извршило влијание во 6-тиот век на својата околина, кога 7-6 век, кога што и грчкото писмо тогаш го произлегло од феничкото, со право можеме да констатираме дека од тука постоела еден центар јазичен од каде што се развило феничкото писмо. Бидејќи нема логика во 13-тиот век феничаните да имаат развиена цивилизација на Балканот, особено во овие планини кај што е откриено ова писмо и таму кај што е изградена, кај што се објектите изградени за живење. Што значи дека ова писмо кое еволуира не само во феничкото, тука е и ликејското, лидискиот алфабет, тука е етрускиот алфабет. Најубава врска ни е етруското писмо. Етруското писмо кое произлегува од овој алфабет. Кое што да речеме, рековме дека ако најголем дел од буквите се од 13 век, пред 1300 години пред Христово раѓање, ако сме сигурни дека феничкото се развива 7-6 век, тоа значи дека за 6 века ова писмо е пред развојот на феничкото, 8 века пред етруското, ликеското, лидиското писмо и грчкото писмо. Тоа е цел тек на еволуција има. Што значи, јас сметам дека тоа е одговорот на... Значи, со еден збор, ако може уште еднаш да пробавам, со еден збор сакаш да кажеш, ако финичаните зедоа од македонците, грците зедоа од нас или од финичаните? Од финичаните. Од финичаните. Значи, грците дојдоа како од татко му беше Финикија, а дедото му беше Македонија. Тоа е смислото. Така нека. Тоа мислев така, малку ти многу модерно збораш, Душко, јас не можам се да разберам. Тоа е. Значи, кругот е така. Развојот кренува овид писменост од територијата на Република Македонија и се шири на Балканот, а друг показател што ни е? Тоа е етруското писмо кое што го среќаваме и во Италија. А веќе рече и Радивој Пешич во својата теза, тој се обидува и со спој на словенското писмо и да го протолкува етруското писмо. Тој спој прави на најстарите тука луѓе што живееле на овие простори. Доктор Алексовски, моето име е Вангел Стојдовски и унапред се извинувам ако моето прашање кој ќе го поставам е прашано и одговорено. Имено мене ме интересира дали нашата историја која пишува дека почнува од некаде 4 век и натаму нашата култура, дали по ваше мислење ќе се препишува, ќе се менува, бидејќи научните фактори во нашата држава
со вашите откритија кои се од непроценливо значење, ќе допринесе ова за да се препишува повторно нашата историја. И друго, неодамна слушнав дека оној класичниот грчки јазик, за кој ние не го знаеме, дека имал многу македонски зборови во него. Дали има нешто вистина во тоа? Тоа се две прашања. Прво, историјата, мораме да кажеме, историјата на овие простори почнува од многу давнешниот период. Само едно ќе кажам. Ако во Солунско поле е откриена, да речеме, најстари остатоци, материјални показатели дека имало луѓе кои живееле пред 50.000 години. Во Сибир тамо 10.000 години, 15.000 години. Ако се сеќавате, ние порано рековме, сега не кажавме, ќе повториме, сега беше како причина да се подсетиме на тој факт. Ние откривме окаменето дрво сечено со стара палеолитска секира, старо 100.000 години. Што значи тоа? Дека тука имало живот од најстарите времења, уште од времето на палеолитот, кои што дале своја култура. Дали историјата наша почнува со, да речеме, 5-6 века од Христовото раѓање, да речеме, она што се вели со доаѓањето на тие и тие племиња од север и одаму и одонему, не може да обстане. Не може да обстане. Ако, јас повеќе пати реков, ако можеле ромите, да ја кажеме модерно, што се велат, што ние ги доведовме овде од Индија и од други места, ако можат другите племиња да останат уште во живот и да има своја култура, може ли еден народ, што значи, што пред кој се тресела целата цивилизација и земја, да однема одеднаш од просторот на овој свет? Како се ти? Тоа е одговор на моето прво прашање, бидејќи историјата ние ќе треба да ја пишуваме. Тоа значи, ако е откриен директен показател 100.000 години, а горе најновото што читаме дека оние во Сибир го освојуваат со кршење на дрва, со едно, со друго, го освојуваат сибирскиот простор, што значи на тие простори се шират и уште се и таму тие луѓе. И другото прашање, да видиме на вториот дел, да не го забраваме, да ме подсети кој го постави прашањето. Што беше вториот дел на прашањето? Класичниот грчки јазик, стариот грчки јазик, дека има многу македонски зборови во него. Ние водиме со часови долга дискусија со директорот на антички јазици, води се белчевски, па затоа ни минува брзо времето тука во Торонто. Многу, и тој поставува смели хипотези, вредни за почитување, многу не само зборови, него и топонимија има словенска. Топонимија има словенска. Што значи Волос? Грчкиот град Волос, што е далеко во континентална Грција, да речеме. Волос е исто што и Велес, тоа е словенски бог. Волос е словенски бог. Нема друга етимологија. Исто што значи Велес. Да, нема друга. Професор Душко, дали има лингвистичко нешто слушно со јазикот што се зборува денес во Македонија и со јазикот на етруските? Фонетично, значи, дали се совпаѓа и дали имаме зашто врска со? Така, видите, така едно. Ви благодарам што вакви прашања што предизвикувате кај мене малку да се размислам. Јазикот имаме директен континуитет на писмото, останато писмо и со она што било етруското писмо. Сега треба да ги консултираме за оставштината на професорот Радиле Пешич, кој умре изненадно во Белград, при последната поста на Белград,
И сега тој имаше исто така многу фини мислења за јазикот со сличностите на словенските јазици, тој турското писмо. А тоа ќе даде големи резултати и нов правец ќе одреди врз понатамошниот развој на лингвистиката, историјата на јазикот на овој дел од светот. Се извинувам, јас пак ќе се јавам со прашање. Според доктор Пешич, не знам колку сте вие запознати, он тврди во своите пронаоѓања дека славјаните не дошле од некаде, туку овде биле постојано како домородци. Дека сите оние племиња кои ги познаваме од историјата, кои живееле на овие простори, било македонци, илири, траки, келти, дека сите тие беа некоја врста славјански племиња. Колку е тоа вистина, што можете вие да ни кажете ако сте запознати? Со теоријата на Радивој Пешич сме запознаени преку Срđan Стојанчев, кој директно известуваше и беше задолжен во Галаксија, научно списание за популаризација на наука, култура и јазик. Радивој Пешич даде таква теза дека словените биле, на Балканот од давни времења и дека на голем простор биле распространети. Тој кажува топонимијата, одредува имиња словенски во денешна Албанија, во Грција и на други места. И така да ова негова теорија е вредна за истражување. Досега неговите колеги не дадоа никаков демант или негативна критика на неговите истражувања и со право треба и ние понатаму да се ослониме на оваа теорија и на овие негови поучувања, да ги пронајдеме сите негови предавања и да видиме што тој конечно се вели и до какви резултати има дојдено. Бидејќи ние се уште немаме испитувано топонимија, бидејќи немаме прилика да бидеме во Албанија, знаете, тоа беше затворен простор за нас. Или поедно што знаеме, во Албанија има езеро, езеришта, има словенска топонимија, што е многу битно за подкрепа на оваа теорија. Значи дека Времето се наближува, немаме многу време. Можеме да добиеме уште барем 2 прашања, па после тоа и затворуваме. Може 3, Душко или може 3, зашто времето имаме и други работи да вртаме. Здраво, Душко, ние се познаваме за луѓето кои не ме познават. Благој Белчевски се викам јас, доктор Благој Белчевски, ова се пофалам. Сакам една корекција да направам овде, затоа што се работи за недоразбирање на неколку артефакти за фотографии што ги видовте овдека, тие теговите на кои има пишани букви. Самиот Душко да не ви избега некоја информација овдека. Самиот Душко ви кажа дека тие тегови и тие пишани писма датираат од прилика, коригирајме Душко ако не сум во право, пред некој од нив, прво теоријата што кажува и стручната литература дека група на тегови од нив имаат култна намена, втората група на тегови има практично значење за риварски мрежи, а третата група на тегови има значење повторно практично за вретената, односно развоите за плетење за правење на лиштата на народот. Сега, оние тегови кои се за сокултна намена и оние тегови кои имаат знаци, букви, што ви ги покажа Душко, тие тегови кажи ми директно одговор. Да, не. Колку се стари? Прво кажи му на народот колку се стари, Душко, молим те. Јас овие тегови некои се стари и во неолитот припаѓаат. Што значи тоа за народот да знаат години? За години? народот значи дека се пред 5000 години стари, некои. Дали се разбравме народе? 5000 години, 5000 години стари. Некои. Сега, буквално, конкретно, теговите со букви, колку се стари? Буквално оние... Не мора прецизно average, you don't have to... Оние за кои што онај текст што е целосно испишан, тоа е негде 3 век пред наша ера, 300 години пред Христова раѓање. 300 години пред Христова раѓање. Спрема она што го спореди со литературата. Добро, Душко, конкретно се уште една работа и ќе завршам јас.
Неколку работи нас не бегаат. Сакам да кажам конкретно, ти прески спомна за феникиците, спомна за ертруците, дојда, замина и така натак. Многу народот да не се буни. Јас ако не сум во право, коригирајме, колку што јас те разбрав со мојата сколија, сакаш ти да кажеш дека таму имаше македонци, ние сме тој народ, и дека пред нив пишахме писма, прво знаци, па писма. После тие дојдаа таму. Да не стане недоразбирање овде дека со брат ми Никола, дека грците, ние му сме татковци на грците или не знам шо му сме. Тие од нас, сите показатели стручни зборувам, кажуваат дека тие зедоја од нас примери, како што кажуваш ти, ако не сум во право, тоа што реагирајме, да се расчисти ова работа една за секогаш. Затоа, главната идеја наша беше, што Душко е овде присутен, барем моја идеја, да му каже на овој народ да разбери една за секогаш, дека нашето пишано писмо, дали во знаци, во форма на знаци преисториско, па и понатаму е многу постаро од феникиското, сум во право или не сум, Душко, во право? Така. Од ертруското, сум во право или не сум во право? Така, благодарам. И нормално од грчкото, не сакам и да го спомнам во овој момент, кој следи многу покасно. Благодарам, да си ми жив и здрав. Thank you very much. Докторе, можете да ни кажете нешто? Колкава е контраверзијата околу кирилското писмо, за кое и Пешич вели дека Свети Кирил и Методија, Кирил, не ја створи славјанската азбука, туку само се го искористи старото писмо и некои модификации направи. Каква е поврзаноста меѓу тој период и античкиот период овде? Има континуитет или некој почеток од тука? Пошто ние учиме од Свети Кирил Методија и наваму. И има прашање овде некој, дали нешто околу овој символот го имаме за знаме, дали се сретнал некаде низ Македонија во овие истражувања, колку и каде, и колку е наш, дали ние сме спремни денес да одговориме на она грчка провокативност која ни се јавува. Што се однесува до кирилското писмо, ќе причекате на одговор до моето одање во Ремс. Ние тука, дали е тука, се го гледам, тука е друга, како се вика, Ристо. Имаме едни доста смели планови со Ристо и мислам дека откако ќе го посетиме Ремс и откако ќе извршиме истражување, ќе ви дадеме многу интересни податоци. Што се однесува до другото прашање, за собственоста, историјата, секој што ја проучува, знае се што значи Македонија во историјата, каква политика водела на времето, каква снага имала, како бил односот на грците, нели, со нив. И сметам дека македонците, накратко да видиме, имаат полно право да полагаат на тие символи што се македонски. Полно право, според мене. Доктор Душевски, сам да прашам исто за кирилската азбука, дошвија букви се и најдовите. Двата браќа пошо имаат да оде информација да изваде кирилската азбука, ако излагува вие букви само на се покриен. Има нешто да оде по нешто, по англиски што велиме по basis. Did they have any basis to go by? Да оде по нешто. Зашто ние велиме вие сега и најдоме, имаат двата браќа да оде нешто или само самите извадува кирилската азбука? Рековме дека на вашето прашање и на ова прашање ќе дадеме подоцна одговор, откако треба да извршиме дополнителни истражувања во Ремс. Кога ќе завршиме истражувањата, комплетно ќе одговориме. Да не идам пред времето.
Доколку нема прашање и одговори. Thank you very much. The lecture is over now. Okay, if you want to donate money, would you please come over here? And we have Alex Nitis writing the names down and whatever you want to donate. Also, we have some tapes here on sale from the banquet. And if you again want to become a member of the Historical Society, please do so on my right.